Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Христос воскресе, ва истина воскресе. Нека е за многу години. Знам дека честиткава е малку задоцнета, но се немаме виден од пред Великден, па сакав еве во првата прилика да ви го честитам големиот празник. Да ви посакам на сите среќа, здравие, берекет и спокој. Годинава да ни биде мирна и лесна и исполнета со добри вести. Знам дека во оваа наша држава ваквите желби се речиси невозможно да се остварат, но важно е да се надеваме и позитивно да мислиме. Инаку да ве прашам како сте ми. Се надевам добри. Еве го, како што реков, помина Великден, речиси сме на крајот од месецот. Надвор е потопло, па ако ништо друго, можеме барем малку да поуживаме во природата. А треба да искористиме пред да не фати пеколното лето. Во меѓувреме, работите во држава некако се одвиваат со толкава брзина што мислам дека ќе се согласите времево како брзо да ни лета. Толку многу работи ни се случуваат, што минува недела по недела, воопшто не осеќаме каде отишле деновите. Не и се. Време е да почнеме со настаните од изминатава седмица. Секако, најголема вест беше ова. A választási eredmény, bár még nem teljes, de érthető és világos, a választási eredmény számunkra fájdalmas, de egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam. Sziasztok! Megcsináltuk! Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. A reális cél akkor vált elérhetővé ez a körzet, tehát Kócs János ahhoz képest még lehet, hogy nem is teljesül. És 57% felett van dr. Ferenczy Gábor, és a fideszes jelölt, aki... Ете и тоа се случи. Виктор Орбан, челичната тупаница на Унгарија, човекот кој им пркосеше на левичарите и либералите, човекот кој беше голема главоболка за останатите европски лидери, ја загуби власта. Многу луѓе имаат поделено мислење околу него. Некои го обожаваат, некои го мразат. Но факт е дека овој човек остави свој печат врз новиот светски поредок, посебно врз Унгарија како држава. Кажете што сакате, но Виктор Орбан е човекот, политичарот кој од Унгарија направи држава со кредибилитет, став самопочит и почит. Државата ја направи фактор кој не може да се игнорира и манипулира. Па побогу, пред Орбан никој не афирмаше Унгарија како било каква сила. Европа, пред се Германија, Франција, Велика Британија смета како некој си своја неважна покрајна. Потрошен материјал кој ете од нема и каде се погодил да биде дел од овој континент. Американците пак ја гледаат како своја колонија. Нешто, налик како што не третираат нас. Но тој ја издигна Унгарија и од неја направи држава која стои рамноправно со најголемите политички сили, која директно и без калкулации си ги бранеше своите интереси. Стана европска и светска сила. Унгарија, можеби само за време на Австро-Унгарското царство, била толку популарна колку што беше за времето на Орбан. И сега веројатно нема да биде толку популарна уште долго, затоа што првите сигнали од новата власт, главно дека од сега ќе бидат полојални и конструктивни партнери. Некој ќе каже толку од Унгарија и дека државата го загубила својот сјај. Од денес дека таа станувала пион на шаховската табла на САД, Европа и НАТО. А реално и беше важна фигура, не само поради Орбан. Тој само го потсети светот дека Унгарија е држава со неприкосновена естетика и култура, со јазик кој не е како ни еден друг, со багажот на едно изгубено царство и земја која не го заборавила истокот. Затоа на Европа и сметаше Орбан и ги впрегнаа сите можни сили да го срушат. Да го срушат затоа што Европа не сака силни личности, лидери и водачи. Не и требаат ситни полтрони кои нема да штрчат од рамките на незината слика за светот. И се наоѓаат и се поставуваат такви. Зарем ние како Македонија сме мал пример. Зарем еден Зоран Заев не е олицетворение на таквата политика. Човекот кој го инсталираа на власт со стратешка и финансиска помош на Сорос, со разни шарени револуционери, со собирање на сето шуто и рогато, па потоа се чудеа што направиле. Се чудеа на неговата епска неспособност и криминогеност. За на крај, од самата фрапираност, едвај да чекаа да го снема. За среќа, ние сами успеавме да го преживееме тој експеримент. Да, плативме огромна цена. Од името преку историјата па се наваму.
И искрено мислам дека покрај огромниот капацитет на новиот унгарски лидер Петар Маѓар, тешко дека тој ќе може да биде достојна замена за Орбан. Досега гласната Унгарија можеби ќе се загуби во европската тишина, која ќе одлучува, зборува, па дури да води војни во нејзино име. А како што најавив кога Трамп дојде на власт, дека светот по него нема да биде исто и така, по падот на Орбан Европската Унија, но пред се Унгарија нема да бидат исти. Но тие промени, мислам дека нема да бидат драстични. Секако, новиот лидер, Петар Маѓар, е далеку поумерен и веројатно ќе игра малку попослушно кон Европската Унија. Сепак, треба да си има предвид дека тој доаѓа од школата на неговиот претходен ментор Орбан. Така што очекувам голем бран на разочарување од овие либераливе и левичариве низ Европа и тука по дома кои слават деновиве и кои замислете што доживеа. Да слават победа на десничар. И тоа не било каков десничар, туку радикален. Неговата политика кон мигрантите можеме да кажеме дека е дури построго од таа на Орбан. Можеби ќе го симне ветото за 90 милиарди помош за Унгарија, но еве веднаш по изборите најави дека тој нема намера да учествува со свој удел во парите. Ќе преговараме со европските лидери. Се согласувам Унгарија да биде изземена од тоа. Унгарија е во многу тешка финансиска ситуација. Задача е да се вратат дома парите што и припаѓаат на Унгарија. Не можеме да си дозволиме сега да земаме нови кредити. Националниот долг на Унгарија е тројно зголемен од 2010 година, изјави тој по победата. Да, можеби ќе биде по-кооперативен, но неговиот став, например, за проширувањето на Унијата со една Украина е јасен и прецизен. Земја што е во војна нема што да бара место во Европската Унија. Сите земји кандидати мора да минат низ процес, да преговараат за сите поглавја. Исто така рековме дека ќе организираме референдум во Унгарија за прашањето дали Европската Унија треба да ја прими Украина. Но тоа нема да се случи во наредните неколку години. Во наредните можеби 10 години, изјави Маѓар. И не е само неговиот став за Украина. Сличен став има и за конфликтот на Блискиот Исток. Многумина очекуваат дека тој само ќе го доблокира и онака блокираната можност за евентуално воведување санкции против израелскиот лидер Нетањаху. Исто така ЛГБТ заедницата не му е баш омилена. Луѓе, сопруга му екс-министарка од владата на Орбан, која ја поддржуваше неговата политика, а Европската Унија ја осуди како обид за растурање на судството. И клучното, во Унгарија левица одамна не постои, а Маѓар до пред само 2 години беше пријател со Орбан и тоа близок. Тоа што направи партија, и тоа десничарска, и вртоглаво се искачи на унгарската политичка сцена, само покажува дека имал лични недоразбирања со Орбан, а не некои драстични идеолошки разлики или разлики во однос на политиката. Така што да, можеби ќе биде полиберален од Орбан во однос на Унијата, но не очекувам некои драстични промени како што се надеваат некои од овие пролевичарски типчиња. Сметам дека лично можеби тој ќе биде сега експериментот или прототипот, ако сакате наречете го, или калапот по кој ќе се раѓаат идните лидери и партии во Европа. Десно ориентирани, конзервативни, со изразени антиимиграциони политики, но ете барем ќе бидат проевропски ориентирани и антируски настроени. Тип на политичар кој треба да служи како некаква си златна средина ете меѓу екстремната левица и радикалната десница. Значи умерен десничар, кој ќе ги задоволи потребите на своите граѓани, а ќе ја амортизира екстремната десница. Но доволно либерален да не ги нарушува односите со Европа. Ете, слично како германецот Шолц што беше или италијанката Мелони. Така што ова либералниве типчиња, нека намалат со тоа славењата, да не биде после разочарување и плач. Што се однесува на Македонија, искрено не сметам дека ќе дојде до некоја драстична промена во односите. Да, можеби ете ќе му откаже гостопримство на Груевски, но тој потек и не е толку едноставен. Сите знаеме азилот што му беше доделен се темелеше на проценка дека бил жртва на политички прогон и дека неговата безбедност во Македонија е загрозена. Според унгарското и меѓународното право, ваков статус може да се укине само ако престанат причините врз кои бил доделен, односно ако веќе не постои ризик по неговиот живот или политички прогон. Дополнително, азилот може да биде одземен ако лицето изврши сериозно кривично дело или представува закана за безбедноста на државата. Но тоа луѓе не е автоматска одлука, туку сложена правна постапка. Процедурата се води пред миграцијските органи, при што се утврдуваат факти, се обезбедува право на одбрана, а одлуката може да се обжали дури во случај на укинување на азилот. Депортацијата не смее да се изврши ако постои ризик од неправедно судење, политички прогон или тортура. Така што најавата за откажување на гостопримството на Груевски отвара нов момент, а конечната одлука ќе зависи од долга и комплексна правна постапка, а не од политичка изјава на Маѓар или еве надежда на Венко Филипче и СДСМ. Во исто време,
Нема да има промени во однос на кредитот од Унгарија или пак влезот на унгарскиот гигант 4iG на македонскиот телекомуникацијски пазар. Договорот за кредит е потпишан со Ексим банка, но еве и да е меѓудржавен. Тој не може туку така да се раскинува. Во врска со третиот мобилен оператор исто. Тие те слушнавме дека ја уплатиле почетната сума за новата лиценца. Така што не би биле луде да ги фрлат тие пари во бунар. И тоа што е најважно. Маѓар самиот рече дека добрите односи со земјите од Балканот и Македонија можат само да се продлабочат и да станат подобри. Најави дека нема намера да се меша во нашите избори. Нешто што луѓе треба да го исплаши СДСМ, а не ВМРО ДПМН. Знаеме кој доаѓа на власт во оваа држава со странска помош. Но за тоа ќе зборуваме малку подоцна. Сега тоа што може индиректно да има влијание врз нас е правото на вето. И досега беше тешко да се оствари, но од сега натаму ќе биде уште потешко во ЕУ да се случи промена. Наместо право на вето, земјите членки да носат одлуки со квалификувано мнозинство, нешто на што се надеваше Македонија, како спас од бугарските вета. Виктор Орбан, кој ветото го користеше за се и се што, но најмногу во врска со Украина, беше главната причина што во Брисел се погласно се размислуваше за своевидно укинување на ветото. По неговиот пат, опасноста ја нема, па затоа во втор план ќе падне дебатата за гласање со квалификувано мнозинство и отстранувањето на правото на вето во надворешната политика на ЕУ. Дел од познавачите коментираат дека очекувањата на наблюдувачите од новиот унгарски премиер се за земање на поинаков став од Орбан. Сепак, за да се случи промена на гласањето, треба да има и промена на основните фундаментални договори, па потоа следува ратификација и референдуми во некои земји, подвлекува поранешниот амбасадор Ивица Буцевски. На ова, според него, најмногу се противат Франција и Германија. Без нов договор, кој ще помине нова ратификација, кој што ќе помине нов референдум во Ирска, затоа што во Ирска знаете дека секој меѓународен договор од таков еден маштаб кој што навлегува во уставните прашања покренува автоматски постапка за референдум, без можеби референдуми во Данска, кој што делува сега невозможно да биде помине, е незамисливо да се случи една ваква промена, на ваква крупна промена. Свесна за ова е и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Честитајќи му ја победата на Петер Маѓар, се осврна на враќањето на Унгарија на европскиот пат и потребата од реформи во рамките на Унијата. Јасно стави до знаење дека досегашниот принцип на апсолутна едногласност станува нефункционален. Мислам дека преминувањето кон гласање со квалификувано мнозинство во надворешната политика е важен начин да се избегнат системски блокади, како што видовме во минатото, и треба да го искористиме моментумот сега, навистина, за да продолжиме напред по таа тема. За Македонија ова не е некоја абстрактна европска тема, туку реалност што ја живееме со години. Првата голема пречка беше од Грција, која со децении го блокираше напредокот поради спорот зимето. Иако тоа прашање се затвори со договор, процесот не се одблокира целосно. Веднаш потоа следуваше ново вето овој пат од Бугарија. Софија го услови почетокот на преговорите со барања поврзани со историјата, јазикот и идентитетот, теми што не се дел од европските критериуми. Овие две блокади јасно покажаа една работа. Во сегашниот систем на ЕУ, една држава може сама да го стопира целиот процес, без разлика колку кандидатот ги исполнува условите. Токму така, со заминувањето на Орбан заминува и потребата на Европската Унија да го укине ветото. Ете, видовме во последниве 2 години се погласно стануваше идејата за укинување на потребата за едногласност во однос на надворешната политика на Унијата, односно воведување на принципот на просто мнозинство. Со други зборови, укинување на ветото. Главна причина не беше Македонија или бугарското вето, Балканот или нешто слично, туку слушнавте. Тоа бе Орбан и Унгарија. Тој во неколку наврати го употреби ветото во однос на Украина. Последен пат беше креирање рампа за финансиската помош за Киев од неверојатни 90 милиарди евра. Се очекуваше дека Орбан сигурно ќе ставеше вето и за евентуално проширување на Унијата со Украина и Молдавија. Токму заради ова, се погласни беа оние кои сметаа дека ветото треба да се укине. Сега, со неговото заминување и очекувањата дека Маѓар ќе биде пофлексибилен во однос на Украина, потребата од ваква темелна и тешка реформа ја снемува. Сега, зошто Брисел би влегол, например, во авантура кога не и гори под носе? А нас тоа може скапо да не чини. Таман се понадевавме дека ќе најдеме начин да се спасиме, не само од сегашното бугарско вето, туку и од сите следни кои ги очекуваме. Сега таа надеж умира. Друго, искрено очекувам дека Маѓар ќе се залага за ширење на Европската Унија, но не очекувам дека Македонија ќе му биде толку омилена како што му беше на неговиот претходник.
Така што сите што се радувате, размислете прво што нас ни треба, а не на Зеленски или на некој си таму европски левичарчиња. Граѓаните на Унгарија јасно и гласно рекоа доста е од автократија. Ова е голема историска победа на демократијата над автократијата, на Европа над руското и кинеското влијание и на владењето на правото над корупцијата. Историската победа во Унгарија испраќа јасна порака до целиот регион. Времето на автократите завршува. Паѓаат автократските режими. Венко Филипче како да е посреќен од самиот Маѓар по изборните резултати во Унгарија. Човеков цела недела слави. Гледате, дури и свика и посебна пресконференција да каже дека ово е било голема историска победа на демократијата над автократијата. Се радува и слави за Унгарија. Се кара со Србија. Отвори војна со Вучич и тамошното раководство. Навива за соросоидот Еди Рама во Албанија и на крајот едва и чека и да падне и американскиот председател Доналд Трамп. Човеков се го интересира, само не Македонија. Веројатно е така затоа што со сегашниот рейтинг неговата партија може да дојде на власт само доколку некој од страна е инсталирана сила. Замислете, ја слави победата на десничарската партија во Унгарија, а ниту збор за тоа што неговата сестринска партија доживеа невидено фијаско, не успеа да освои ниту еден единствен пратеник. И не само тоа, отидоа дотаму повеќе да ги следат, анализираат, да деликуваат на избори и изборни резултати во туги држави отколку во сопствената. Како изборите во Македонија за СДСМ и Венко Филипче да не постоја и како на нив они да не доживеа никаков историски дебакл. Ги анализираат резултатите од Унгарија, ама не во Македонија. И наместо да се занимаваат со внатрешпартиска анализа, како партијата ја доведат до едва и 130.000 гласа или четврта партија по рейтинг, Филипче и ова раководство се радуваат на победа на партијата ТИСА во Унгарија, која патем е членка на Европската народна партија, односно ЕПП, каде што членува и ВМРО ДПМН. Мислам дека скроз го имаат изгубено компасот. Убава паралела направи премиерот кога кажа дека во моментов Филипче и СДСМ се како Алиса во земјата на чудата. Скроз се изгубени во просторот и времето, или едноставно живеат во својот свет на лаги. А што да прави Кутриот? Со сегашниот рейтинг, кој е во континуиран пад, не дај Боже да имаме предвремени избори, ќе заврши како неговите партнери во Унгарија, без ниту еден пратеник. И на крај нема да ме чуди ако ни одржи уште една ваква пресконференција и да се радува како левица на Пасиев освоила повеќе места во парламентот. До кое дно дојде? Не знам колку пати во последните месеци имам кажано. Човеков нема никаква стратегија. Единствен план кој му се врти во глава е да дојде некој од страна, да го крене и да го инсталира на власт. Подготвени се и собствената мајка да си ја продадат само да се дограбаат до власта и нормално да ги задржат и надоградат оние милиони и милиони украдени народни пари. Гајле му е нему за рейтингот на СДСМ. Тој и така не се подпира на рейтинг. За да дојде до власт, гајле му е за членството на СДСМ, затоа што партијата му пропаѓа. Тој бре си чека насила да го стават. Па луѓе памтили воопшто некогаш во последно време, посебно СДСМ, да дојде на власт заради некоја програма. Некој ветување за подобро утре, некој проект, било што, од секогаш, посебно од кога е дојден Заев таму, па сега со Филипче, СДСМ само така знае да дојде на власт. Некој да дојде, да ги притисне, да ни врз нас да изврши притисок и да ги инсталира. Не дај Боже да добијат фер на некои избори, да станат власт со чиста поддршка од народот. Се насила. Па луѓе, во овие над 3 декади од кога сме независна држава, секогаш кога доаѓале на власт, тоа го правеле со странска помош. Ја памтам 3 пати. Првата влада во 90-тите, во 2002 и последен пат во 2017. И тоа што е најстрашно е што воопшто не им смета да бидат обични марионети на странски газди, да извршуваат и спроведуваат се што им се сервира, без разлика дали тоа и штети на Македонија. Не име, не јазик, не бугари во устав, се ќе направат. И затоа, ете ке пишувал писма, нели? Писма во кои ќе кодоши сопствената македонска влада, затоа што, замислете, не сака да попушти под бугарските уцени и која се дрзнала да бара гаранција од Европската Унија дека нема да има повеќе вета, повеќе условувања. Писма во кои ќе се нуди дека ете ако го донесат него, се ќе прифати.
Затоа и него му сметаше веројатно Орбан, затоа што тој меѓу другото беше слика за лидер кој не играше како што му сервираат. Лидер кој е целосен антипод на тоа што сонува Филипче да биде. Второ, Орбан му сметаше нормално и поради Сорос и неговата политика, со која целосно го размонтира тој систем во Унгарија, а им помагаше на другите држави меѓу кои ние тој да се демонтира. Сега Филипче веројатно потајно се надева дека Сорос ќе се врати на голема врата, па повторно ќе се отвори славината за милионите евра кои би се слевале кај него и неговите послушни загари. Се крсти на негова помош за да дојде на власт. И друго нешто. Автократот Филипче ни зборува за поразот на автократијата. Па немојте ви се мола. Во СДСМ севернокорејски модел, Венко Филипче се става во улога на Ким Џонг Кун. Секоја критика за партискиот лидер значи црвен картон и исклучување од партијата. Ваквите потези сигурно ќе предизвикаат големо незадоволство кај членството и симпатизерите, сметаат дел од видните партиски членови. Поранешниот директор на Македонија Пати кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров од СДСМ на последните локални избори, Костадин Ацевски за Алфа вели дека ваквите потези на партиските органи може кај било кој член да предизвика чувство дека секоја критичка мисла изнесена во јавност ќе биде дочекана на нож. Пораката што се испреќа е многу погрешна, ако од една страна велиме дека местото на дебатата и на изнесување на забелешките е внатре во партијата, од друга страна секоја забелешка без разлика, мислам нема што да криеме дали е тоа кажано јавно или внатре партиски, ако секоја забелешка е предизвикува и иницира одма реакции и тоа со вакви тешки санкции, мислам дека е непримерно. СДСМ до сега, јас не знам еднаш или два пати дали исклучила некој член во исклучителни ситуации. Покрај Петре Шилегов, Филипче и неговите најблиски соработници претходно иницира исклучување од партијата и на Јован Деспотовски поради критики за работата на партиското раководство. Ацевски вели дека во моменти кога се вели дека потребен е широк опозицијски фронт да се исклучуваат членови, испраќа лоша порака во јавноста. Ваквите потези не се во добра насока и не идоликуваат на една партија како што е СДСМ. Во моментов на СДСМ му треба едно обединување и тоа обединување околу концепт, околу платформа за опозицијско делување, не обединување околу личности и нормално главната одговорност за тоа обединување е кај претседателот на партијата кој треба да покаже лидерство во овој момент и да изгради доверба во органите на партијата, па и во него како претседател. За најновите случувања во СДСМ на социјалните мрежи реагираше и Јани Макрадули. Вели дека сега најмалку се потребни поделби, туку треба да се оди по секој глас повеќе. Бидејќи грижата за СДСМ не е молк, најмалку е калкулација или пак чекање на разврска за некакви места на листи. Вистинската грижа зборува со емоција од срцето, но водена и следена од разумна политика. Покрај Шилегов и Деспотовски кои добија шут карта, СДСМ во лични пресметки влезе и со уште неколку поранешни високи функционери, а последниот период секојдневно влегуваат и во пресметки и со медиуми и новинари. И овој човек сега ќе ни зборува за автократски лидери? Смешно. Па луѓе, тие така ја водат државата 7 години, а така и сега ја водат партијата. Слободно можеме да кажеме, демократијата во СДСМ е прогласена за мртво. За какви демократски вредности ни проповеда Филипче кога во неговата партија секој поединец кој ќе зуцне нешто против него веднаш е на одстрел, шиканиран и на крајот исклучен од партискиот живот. Ја не знам што мислат, ама тоа е чиста диктатура. И не знам со кое лице излегува на пресконференција и зборува за победа на демократијата врз автократските режими. Орбан бил автократ, Вучич бил автократ, Мичковски автократ, а во исто време тој партијата ја води како деспот. Кажете што сакате, но не е споредлив начинот на кој внатре партиски функционира ВМРО, ДПМН и СДСМ. Луѓе во ВМРО, кој знае колку фракции имало, ќе има и во иднина ќе има. И го кревале гласот против раководството. Па уште од времето на Љупчо, Груевски, па дури и сега во време на Мицковски. Да, и они имаат исклучувано луѓе, но тоа било во ситуација кога се поминувала секоја граница. А овие од СДСМ, кажеш ли оп, веќе исписницата чека на врата. За таква демократија зборува. Па замислете само оваа гарнитура од СДСМ да дојде на власт. Знам дека е тоа невозможно, дури ни хипотетички. Но еве да направиме една ментална гимнастика. Значи Филипче станува премиер, а останатата багра околу него стануваат вице-премиери, министри, директори и што се не.
Па не диктатура, туку не знам што ќе имаме. Ке треба некој нов збор да смислиме за да ги опишеме. Или вистински ќе станеме како Северна Кореја и незиниот параноичен лидер. И слично како него, односно како и секој автократ, вината за лошиот рейтинг за се упорно ја бара во разноразни шпиони, разни теории на заговор, во бурлескиот типот дека ВМРО се инфилтрирала во СДСМ, дека српски безбедносни служби работеле против него, медиумите него сакале терале црна кампања, па дури дека еден Путин бил дел од заговорот. Кога сме кај паранојата, ајде да слушнеме и дел од неговото последно беседење. Славете победа сте победата в Унгарија. Повторно решите преку сообщение, преку ова пресконференција да критикирате медиуме поради со тоа што има социјалистичка структура како што има. Каква демократска и европска вредност покажувате со тоа што критикирате медиуме бидејќи не ви се допаѓа нивната следувачка политика? Вие сте од Алфа телевизија. Малце паника фаќа се од кога газдата изгуби власт. Сега се прашувате кој ќе ја финансира за вашите црни кампањи, за вашите лажни кампањи, за вашите кампањи со кои што го нарушувате угледот на членови на опозицијата, на мене лично. И за тоа прашање ќе се обратите кај Христа Мицкоски, затоа што заврши времето кој што ќе ширите антиевропска реторика, затоа што бевте финансирани и се уште сте од луѓето кои шират антиевропски наратив, кои што држат земјата и регионот во прегратките на Русија. Тоа граѓаните не го сакаат. Завршува времето на финансирани медиуми, отворено од страна на Унгарија. Не наликува да етикетира на нашите медиуми дека е финансирана на политичка партија, ќе ни кажа политичка како да финансирани. И посорувате дека партија што се мешате во избори на друга држава, пред се што десничарска партија се пак Унгарија, не левичарска која што е ваша идеологија. И ова нема никаква врска со левица или со десница. Ова има врска со победата на Европа над Русија. Ја честиташе победата и шпанскиот премиер. Дека европските вредности победуваат над Русија и тоа е еднината на регионот. И јас не ви кажувам дека ниту ве етикетирам од каде ви доаѓаат финансите, па вашите директори тоа кажуваат. Видите го вашиот директор. Тој отворено кажува дека застапува унгарски антиевропски интереси јавно во медиумите и дека е финансиран со унгарски пари. Тоа јас не го кажувам. Така да заврши тоа време. Регионот и држава иде напред во Европа. Јас златна виза за Дубај немам. Немаат ни моите колеги, а мислам дека и директорот нема и всушност сигурен сум. И од Филипче да е многу е. И со Венко се претера. Човеков се надмина себе си со овој недоличен клеветнички и навредлив напад врз Алфа телевизија. Како многу пати досега, наместо да одговори на обично прашање од јавен интерес, македонскиот Ким Јонг-ун влезе во директна конфронтација со нашиот новинар и менеджментот на телевизијата со речник кој не му доликува на еден политичар. Па видете му го само тонот, како мало дете кое се сити некому. Најсмешно од се е што без грам аргументи и далеко од вистината дури не обвини дека сме дел од некаква си руска пропаганда. Понимаш, друг Филипче? И друго, според неговите кажувања, секоја унгарска инвестиција во Македонија е антиевропска. Толку од демократските вредности на Филипче. А што е тоа што толку му смета на Филипче во Алфа телевизија? Што е тоа што го правиме што е толку антиевропски и проруски? Дали е тоа нашето инсистирање да има целосно расчистување на случајот со модуларната болница, во кој 14 луѓе живи ни изгореа, додека тој лично министеруваше со здравството? Случај за кој многумина директно прстот го вперуваат во него. Му смета тоа што бараме одговор како се поставувани тие болници, што материјали се користени и кој се ставал подпис на документите, или едноставно сакаме расчистување на случајот слично како тој со Кочани, а не виновник да ни остане некој си продолжен кабел. Тоа ли е антиевропски? Тоа ли е руско влијание? Или му сметаат прозивките дека е непринципиелно некој да води опозицијска партија, а да си има резервна татковина во Обединетите Арапски Емирати? Му смета тоа што бараме одговор како ја има добиено златната виза за Дубај и кои се неговите бизнис релации со другиот носител на иста виза, неговиот ментор и другар Заев? Тоа е антиевропски? Тоа е руско влијание? Му смета тоа што бараме да се огради од сите криминали, од разни марихуани, од кражби во рек Битола. Му смета што бараме да го повика Васко Ковачевски да се врати во Македонија и да се соочи со правдата. Тоа е антиевропски? Тоа е руско влијание?
Или му смета тоа што како телевизија не се согласуваме со него дека Македонија треба да води поданичка политика во дипломатијата и да ги прифаќа сите уцени, па и тиете за уставни измени без гаранција од Европската Унија. Му смета што бараме одговорност од него и од неговиот другар Заев за националното предавство наречено промена на името. Да, вистина е дека Алфа телевизија уште од доаѓањето на власт на Заев им стана трн во око. Да, вистина е дека уште од почетокот бевме против договорот од Преспа и промената на името, нарекувајќи го предавство, кое нема да и помогне на државата во незините аспирации за влез во Европската Унија. Да, вистина е дека Алфа телевизија беше против францускиот предлог, со кој на тацна на бугарите им го понудија јазикот, историјата и идентитетот. Да, вистина е дека сме против уставни измени за ставање на бугарите во уставот без јасни гаранции од Брисел дека нема да има веќе пречки и вета. Тоа ли е тоа руско влијание? Абе, Филипче, во која држава ти живееш? Алфа телевизија не ти е виновна. Што ти лично ја доведе СДСМ да стане 4-та партија по рейтинг во Македонија? Тоа е твоја лична вина. И верувам дека кога тогаш СДСМ ќе се освести и ќе те повика на одговорност. И кога ја критикуваме СДСМ, нема да ја наречам твојата партија затоа што ти немаш ништо со социјалдемократијата или со старото СДСМ. И не мислиме лошо кога критикуваме СДСМ. Туку само сме загрижени, што поради инфантилното, неспособно и деспотско владење на оваа гарнитура, Македонија луѓе остана без вистинска опозиција, нешто што е клучно за една вистинска демократска земја. Не сме ние како Филипче, Заев или Шекеринска, кои уште на времето преку СЈО и Катица Јанова сакаа да укинат опозиција во Македонија. И не само опозиција. Мислите дека сме заборавиле дека сакавте да ги укинете и сите медиуми кои не беа под ваша директна контрола? Не само тогаш, туку и сега терате по истерк. Отидовте и направивте оној перформанс пред камери, поднесовте некаква си кривична пријава против Алфа, демек тука се переле унгарски пари. Ама немаше храброст Филипче сам да се појави, па како курир го испрати она детено што го постави за генерален секретар. Знаете зошто? Затоа што за оваа глупост некој ќе одговара. За клевета, за навреда и за штетата што сакате да ја предизвикате на телевизијата, што мислите дека ете со вашите перформанси ќе ги сплашите огласувачите на Алфа. Жално. А немам намера да влегувам во детали околу глупата кривична пријава. Само ќе потсетам дека во времето на СДСМ и ДУИ, не знам колку пати и каква се инспекција не испративте во Алфа телевизија за да најдете нешто, било што со што можете да не уценувате или затворите. Од разноразни инспектори, преку мојкината финансова полиција, па се до ние фамозните истражители на СЈО. Се прочешлавте. Од бравите на вратите преку пожарните апарати, па се до финансиските извештаи. И што најдовте? Ништо. Чисти сме како солза. Да имаше нешто, сигурно ще тогаш ќе ставе клjuč на врата. Во сите овие години ништо се нема сменето. Ниту собственоста, ниту изворот на финансиите. Така што немојте сега да се расфрлате со разноразни лажни обвинувања. Тоа што ќе одговарате за клевета е факт. Но мислам дека јавното обвинителство и новиот обвинител Савевски треба конечно да се позанимава со вас. Итно и неодложно треба да преземат мерки против Филипче и да ве гонат за закани и напади кон службено лице, односно за спречување службено лице во вршење службено дејствие од член 382 од Кривичниот законник. Да, со ова однесување вршите кривично дело. Еве вашите правници, ако останал некој на бихачка, нека ви објасни што значат членовите 382 и 393 со кои заканите кон новинар, снимател или друг медиумски работник кој врши професионална задача се третира како напад врз службено лице. Замислете само некој од власта вака да нападне некој медиум, па има државата да ја превртите. Така што искрено, да бев јас ке ве тужев и парите знаете каде? Ке ги донирав во фонд за обнова на СДСМ. И да сум само јас, па нема некоја институција која има допирна точка со медиумите која не ве осуди. ЗНМ, ССНМ, МАН и Агенција за медиуми. Сите ви порачаа дека ова е недоличен речник за еден политичар. И кој е вашиот одговор? И со нив се скаравте. Да, замислете, СДСМ излезе со соопштение со кое ги нападна и ЗНМ, и синдикат, и МАН, и Агенција за медиуми. Ги обвини дека или биле дел од мрежата на корумпирани медиуми, или работеле под директен притисок од Мицковски. Не бе, овие се скрос отидени. Знаете на кого ме потсеќа Филипче? На Пабло Ескобар. Памтите она кога до последен здив се бореше да ја зачува својата наркоимперија и покрај тоа што се околу него се распаѓаше,
Кутриот уште имаше надеж дека ќе успее да се договори да ги спаси своите милиони. Момент кој е овековечен во серијата Наркос и со ова меме, кога останува сам. Така и Филипче, оставен е сам. Добро, не сосема сам. Со него се Фрчковски јуниор и онаа фигура наречена Жерновски. А околу тоа кокаинот искрено не можам да кажам. Имам некое чувство, но ете, ќе си го задржам за себе. Всушност и Филипче не е ни политичар, туку човек кој залутал во оваа професија, човек кој само може да и наштети на оваа наша држава и кој е реално опасност за демократијата. Господине Филипче, не се секирайте вие за Алфа телевизија. Како што гледате, ние сме навикнати на ваквите испади од вас и вашата партија, и вас лично. Нашата собственичка структура е чиста, како солза, и јавно објавена, исто како и нашиот извор на финанси. Телевизијата живее од реклами и од овербата на нашите огласувачи, но и гледачи. И мислам дека Филипче го боли токму тоа, фактот што за разлика од СДСМ, Алфа телевизија расте. Полека, но сигурно стануваме втора национална телевизија по гледаност во Македонија. Ние втори, а вие и СДСМ четврти. Која иронија? Што се однесува на унгарско финансирање? Ај прашете е таа вашата подпредседателка, Фани Карамфиловска-Пановска. Колку пари на Сорос се дадени во медиумскиот простор во Македонија? Зарем треба да ве подсетувам на оние фрампантни откритија кои се појавија по доаѓањето на Трамп на власт, кога се отворија фајловите и се виде колку милиони долари преку USAID и Сорос се слеале во Македонија и во медиумите тука. И сите тие пари се искористени за смена на власта, мешање во избори, па дури и за национални предавство типот на промената на името. Тие унгарски пари не ви сметаат, а? Ајде ви се молам, кое лицемерие? И мислам дека е подобро тука да ја завршам оваа епизода. Ако продолжам, ризикувам да паднам на исто ниво со лидерот на СДСМ. А тој токму тоа и го посакува. Да паднеме сите на дното, па таму во калта, на неговата природна средина, со искуство да не победи. Така што толку од мене за денеска. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела на исто место, во исто време. Имајте пријатна вечер.